заменик министер, и верувајте, не можам да сватам како тоа амандман за проекти, ветени со предизборна програма, план за живот во Охрид, сега ги одбивате. И ќе ве цитирам, не за друго, туку затоа што зборот мора да биде збор, и ветувањето одеше вака. Во планираните активности за хумано третирање на бездомните животни се предвидува изградба на стационар за привремено сместување на бездомни животни, кој покрај соодветната инфраструктура ќе располага и со боксови за прифаќање на животните, магацински простор за санитарно-хигиенски потреби и дел за исхрана. Третманот на животните ќе се состои во нивно заловување, транспорт до стационарот, лабораториско испитување, прием и преглед од овластен ветеринар, идентификација и водење евиденција, постоперативно сместување и нега, вакцинација и транспорт до местото од каде е заловено. Прекрасно звучите додека ги давате ветувањата на хартија и додека ги лажите пред изборно граѓаните. Со изградба на стационарот треба да се намали опасноста од пренесување на заразни болести, да се редуцира троењето на животните, да се зголеми безбедноста и на жителите и на туристите. Кажавте, со изградба на стационарот, целна група сите граѓани и рок ќе ве подсетам, 2019 година. Значи за нешто што сте го ветиле, дека ќе биде готово во 2019 година, денес, речиси 2024 година, велите нема средства. Па како ги давате ветувањата, колеги? Со одбивањето на овој амандман, решавањето на проблемот со бездомни животни во Охрид останува само класична предизборна приказна и лага на Социјалдемократскиот сојуз. Наместо изграден стационар имаме револтирани и безпомошни граѓани, дополнително што имаме туристи кои што се запрепастуваат од гледката и на кои што пред чии очи се уништува имиџот на нашиот град. Јас не знам дали сте свесни дека и хуманиот третман на бездомните животни треба да биде на европско ниво. До овој момент се мапирани околу 70 бездомни животни за кои општината се залага да бидат третирани на хуман начин. Заловувањето, кастрирањето, чипирањето и вакцинирањето го врши ветеринарна амбуланта, која што на тендер ја избра јавното предпријатие Охридски комуналец, пошто повторно се враќаат на заловеното подрачје. И ваквиот начин, бидејќи не давате средства, мора да продолжи до изградба на стационар, со што трајно би се решил овој долгогодишен проблем. Бројот на уличните кучиња, сите сме сведоци дека расте, а се почести се и нападите врз граѓаните. Само изминатата година, според моите информации, до јавното предпријатие Охридски комуналец пристигнале 29 барања за надомест на штета од каснување на кучиња, а од почетокот на годината се пристигнати 3 нови барања. Граѓаните, значи охриѓани, ево и колешката од Охрид е тука, со онлайн петиција бараат да се реши овој проблем и конечно да се згрижат бездомните животни. Дополнително што Охрид како туристички центар во Македонија, жално е да се соочува со ваков проблем, оставајќи пред туристите слика на место кое не води грижа за доброто на животните и за своите граѓани. Мене ми е навистина жал што после сите ветувања Охрид останува без соодветно решение за проблемот со бездомните кучиња. Како туристичка дестинација, не само што имаме туристи од Македонија, имаме и странски туристи кои се сведоци на лошата слика. Добро ќе беше барем еднаш, ама барем еднаш да покажете искрена грижа, а не грижа само на хартија. Сега, со овој амандман, беше моментот да го исполните ветувањето што сте го дале во 2017 година, но за жал, нека судат граѓаните колкава е вашата грижа за Охрид и докаде е вашата грижа за Охрид. Ви благодарам.